Па сега вака, доктор специјалист по интерна медицина од ноември месец ни замина во пензија, но ние не оставивме да остане самата интернистичка амбуланта без доктор специјалист по интерна медицина. Затоа, уште пред да замине можеме да го кажем доктор Роберт Велков, наш врвен интернист во општина Радовиш, доставивме барање до Министерството за здравство, каде што побаравме подитна постапка, после негово заминување, да ни достават доктор, дозвола да може да врши специјалистички услуги во Здравствен дом Радовиш, и тоа ни го одобрија веднаш. Од декември месец ни доставија, мислам, согласност со доктор интернист од Скопје, кој што доаѓа еднаш во месецот, но се во интерес на граѓаните се случува да доаѓа и по два пати во месецот. Сега требаше овој месец да дојде, но поради неизини приватни и здравствени неможности, работи, ќе доаѓа од 3 март. Декември месец бевме како општина покриени од неизина страна. Докторката е од Скопје, се вика Алесандра Стефчевска, ендокринолог, интернист пред се. Она ќе биде до крајот на 2024 година, каде што ќе ги покрива и помага на граѓаните на општина Радовиш и општина Конче, но од 2025 година ни се враќа наш специјализант, кој што моментално е на специјализација, упатен од 2019 година, и тој, здравие, ќе се врати во, можам да кажам, месец јануари 2025. И тогаш Здравен дом Радовиш ќе има конечно специјалист-интернист, внатрешен доктор, кој што ќе ги покрива тие специјалистички услуги на нашите и ќе помага на нашиот народ. Како прв човек на ово установа, сметате ли дека треба да биде и почесто, не само еднаш месечно да биде доктор специјалист? Знаете, пациентите барат и обична терапија да биде препишена, мора да имаме печат од лекар кој што е на Фондот за здравствено осигурување, кој што исцрпувачки за пациентите. Сметам, се борам во тој дел, бидејќи бев свесна кога се нафатив на оваа функција дека 2024 година ќе биде проблем со специјалистички кадри, поготово за интернистичката амбуланта, но не оставив така. Се изборив барем сега, еднаш во месецот до два пати да доаѓа докторката, но видете сега вака, јас не сум медицинско лице, но оставам на докторите, бидејќи они проценуваат колку можат месечно да доаѓаат во Радовиш, но ние го разработивме и диабетниот центар, бидејќи ние имаме обучена сестра, која што исто така не ги оставивме граѓаните без обука, и диабетниот центар од месец ноември исто така почна да функционира. Закажуваме со Сдруженијето на диабетичари, исто во сработка сме со нив. Имавме исто така и обуки пред 2 месеца, ако точно, за месец ноември, месец декември имавме обуки бесплатни за нив. Слободно е секој пат да дојдат да се консултират, бидејќи имаме обучена таква сестра. Здравје, можам да ветам дека ќе се потрудам и во консултации во моментот со општина Струмица и со општина Штип, да ми достават и од таму уште еден доктор интернист. Тоа би било секако реализирано, но после се знае, избори, бидејќи сега не можеме, немаме право. Проблем за здравствениот дом е радиологијата. Ви фали и овде специјалист, интернист, имате амбуланта, односно оделение, или како го именувате, како ги решавате проблемите? Видете сега, пак ќе спомнам, тој проблем го знаевме уште во 2019 година, кога јас тога бев правник, бившата директорка доктор Лимонка Илиевска, заедно како тим работевме и до Министерството за здравство доставивме програма за упатување на млади лекари на специјализација. Успеавме, можам гордо да кажам дека и да се пофалам дека ние успеавме да упатиме 7 доктори на специјализација, од кои што упативме и доктор по радиологија, но јас пред се, од кога настапив како директор, успеав да склучам договор со општа болница Струмица, каде што и сега ќе продолжат да доаѓаат двајца радиолози,
Они доаѓаат неделно по 2 пати, 3 пати. Се зависност, се во интерес на колку имаме пациенти закажано на мој термин и така ги повикуваме самите лекари. Исто така можам да кажам дека во месец октомври Здравствениот дом Радовиш за прв пат направи бесплатни прегледи на сите жени, околу 280 и не знам точна бројка, 280 жени бесплатни прегледи на дојка. Доктор радиолог од Струмица повикавме само за месец октомври, кој што беше месец за борба против ракот на дојката. Успеавме тоа да го реализираме. Мислам да ми рековте носите и уролози, ако не се лажам. Да, исто така веќе околу 5 години. Да. 5 години веќе ни доаѓаат уролози од страна на општа, клиничка болница Штип, психијатри 2 кои што доаѓаат исто така. Тоа е се од 2019 па сега до 2024 година ни доаѓаат уролози, психијатри. Исто така имаме упатено доктор на психијатрија на специализација, кој што и она би требало за брзо да биде вратена од специализација, така да ќе имаме и дејност психијатрија во Здравствен дом Радовиш. Значи, колку што да разбав, во моментов за било какви радиолошки проблеми, а рентген снимки и гледање... Имаме, да. Има човек што имаме, да. Рентген снимки да ги гледа? Да. Оние закажени на мој термин, така, и доаѓаат од Струмица за да ги видат така функционира. Што е она сега тисно грдо кој што како прв човек вие сакате да го решите како проблем, а во интерес на граѓаните на Радовиш, пациентите? Реално и како пред млада директорка имам повеќе визија да донесам повеќе специјалисти во општина Радовиш. Моите граѓани, моите сограѓани на општина Радовиш и општина Конче да не патуваат повеќе по соседните градови, бидејќи овие 5 години во делот на урологијата, уролозите, во делот на психијатријата, во делот сега на интернистичка амбуланта, не дозволив како млад доктор да го имаат тој трошок. И не дозволивме овие 5 години да продолжат, бидејќи во последните 5 години општина Радовиш и општина Конче имаат доктори специјалисти што доаѓаат од страна да вршат специјалистички услуги по радиологија, уролози и психијатрија. Нешто спомнати гинеколошки, како се вика пред да почнеме да снимаме? Дека визија, односно како ви беше таа визија? Па видите сега вака, јас во таа поврзано со гинекологијата. Да, видите сега во таа проблематика нема да навлегувам бидејќи тоа е затворено прашање за општина Радовиш и општина Конче, но болна тема за нас радовишани, дека ние немаме веќе породилиште, да кажам, и тоа тешко ќе биде да може да има ново породилиште, бидејќи јас сум правник и правно гледано со измена на закон, не смееме и немаме право, бидејќи немаме ни услови да имаме породилиште во општина Радовиш и општина Конче, но во иднина можам да кажам дека просторот, гинеколошкото целосно одделение ќе биде со напори, со борба, би требало да биде дневна болница за пациенти да не патуваат, исто пак ќе кажам, бидејќи тоа е проблем на радовишани кој што константно и трошок е, реално е трошок сега ние да идеме во Штип и во Струмица, да примаме една терапија, дневно невролошки, исто така и интернистички, бидејќи ни се врати интернист. Неврологот ни е овде веќе вратен и мислам дека можеме да направиме една дневна болница за тие пациенти.